последниот разговор со мој dak интересен соговорник, господинот Горјан Јовановски, кој што е информатичар по струка, но кој што е во невладиниот свет многу активен и познат, меѓу другото и по иницијативата и формирањето на она што и денеска се уште постои, се рекува Мој воздух, организација која што 2014, ако не се лажам, постоите веќе толку години, кој што се зафати со овие баш проблеми, особено во Скопје околу дебатата за воздухот. Се чини дека годинава така нешто малку се олабави работата, пошто кога ги гледам податоците како да е опаднато загадувањето, но и за тоа ќе разговараме. Но не ми е тоа примарната покана. Со професорот Иво Босилков се видовме пред 3-4 недели во исто во ова студио на една друга тема, која е многу слична на Мој воздух. Вие сте еден од иницијаторите и креаторот на moјgrad.mk. Тоа е еден сајт кој што е пред месец дена покренат и така. Јас тогаш на Ива му реков, еве вие постоите подолго време, па не вика само неколку недели. Ама мојот впечаток беше тој. И е концепцијата на сајтот, ако можам Горјан да те контекстуализирам за да те воведам во разговорот, е да се направи сајт во кој што граѓаните ќе имаат слободна достапност, каде што ќе предлагаат теми кои што потоа преку представник во Советот на град Скопје, тоа е Драгана Велковска, советничката во град Скопје независна, потоа тие теми би се ставале на дневен ред на Советот. Ајде малку за идејата повеќе и што се дострелите до сега, како сте задоволни и така натаму, moјgrad.mk. За сите оние кои што не биле, топло им препорачувам да го посетат и да видат за што станува збор. Супер. Прво ти благодарам и за поведот и за поканата. Мој град, идејата беше да се создаде платформа за директна демократија. Директна демократија кај нас се уште е во раните фази на создавање. Свативме дека директна комуникација со надлежните, посебно на локално или градско ниво, се уште е тешка на многу места. Гледам и сфрустрирани граѓани кои што незадоволството го искажуваат на социјалните мрежи, бидејќи не знаат точно како да стапат во контакт со надлежните. Гледаме граѓани кои што потпишуваат онлайн петиции, не знам, change.org вебсајтот и така натаму, каде што се собираат потписи за одредено нешто, но потоа тие петиции се губат во етерот. Дали ќе достигне или не ефект, тие линкови не може веќе ни да ги пронајдеме. Гледајќи го целиот овој проблем, повеќе организации и индивидуи, кои што под капата на името Зелен хуман град, се соединивме и рековме, окей, да направиме нешто кое што ќе се обиде на некој начин да ги реши овие проблеми и да направи подостапна локалната власт. Платформата moјgrad.mk веб страна постои скоро месец, повеќе од месец дена веќе, и целта на платформата е да ја дозволиме на граѓаните да поднесуваат предлози на почетокот град Скопје, а понатаму се надевам и на гротото општини низ државата, како сакаат да го подобрат нивниот град да биде поубав, позелен и похуман. Тие предлози може да ги поднесете директно на сајтот преку најава на вашата корисничка сметка. Тие предлози иницијално секако поминуваат низ филтер на Зелен хуман град со цел да нема вулгарност и невалидна содржина. Откако се објавуваат на сајтот, сите корисници на сајтот може да гласат за или против за тие предлози. На крајот, пред 72 часа пред Совет на град Скопје, кој што се случува 1-2 пати во месецот. Ги заклучуваме трите најгласани предлози и тие три најгласани предлози ги ставаме на хартија и Драгана Велковска, независната советничка во град Скопје во Советот, ги поднесува на дневен ред. До сега тоа се има случајно еднаш. Да, еден совет имаме фатено, сега се спремаме за вториот. Тога сите три предлози беа одбиени од другите советници. Тоа мислам дека СДСМ-овците гласаа против, ВМРО-вците гласаа воздржани, но ниеден од предлозите не беше прифатен. Во моментов сум на вашата страна, гледам дека имате активни 37 предлози. Прво, има од различни категории, но гледам дека животна средина ви е најизразената категорија, иако имате и улици, патишта, урбанизам и така натаму.
Мислам дека максималната поддршка, ако не се лажам од ова бегло што го гледам, например, сортирање и рециклирање на ѓубре. И сега некој предлага како тоа да се прави. Так. Не знам, фотоволтаици за почист воздух. Так. Некој предлага што да се направи во таа политика. Градска компостара во секоја општина. Ова има добиено дури 430 гласови за. Ајде малку за ова искуство низ кое поминувате овие месеци. На прво, колку посетители имате на сајтот, задоволни ли сте од сообраќајот, како се тоа се одвива и така натаму? Дефинитивно. Значи, посетители директни на сајтот има над 10.000. Над 10.000? Над 10.000 луѓе помиле на сајтот од неговото составање до вчера, мислам, кога ги гледав бројките. Имаме скоро 2000 регистрирани корисници, значи луѓе кои што се вклучиле активно во давање свој глас или во поднесување предлози или коментирање на истите предлози како што е за градските компостари. Јас искрено, значи човек кој што доаѓа од технолошка сфера, кој што има зад него неколку други продукти од IT секторот направено, ова е супер одраз. Ова е супер одраз кој што покажува дека потребата за ваква платформа е тука, дека луѓето им се допаѓа тоа што го гледаат и секако, зашто сме ние цело време во директна комуникација со корисниците, размислуваме што се новите можности кои што фалат на платформата, што да подобриме, што да додадеме, така што не е она one time проект. Пошто бидејќи вие стоите во позадината техничка на сето ова, ве следат ли од градските структури, од општинските структури луѓе регистрирани на сајтот или не ги интересира се уште? Лично не знам. Значи лично не знам, се надевам дека следат. Мене би ми било драго да следат, бидејќи поентата на сајтот е да се направи една комуникација помеѓу локалните власти и граѓаните. Доколку тие разберат дека ова се гласува на граѓаните, не е моја идеја овие што ги поднесувам тука. Значи не е идеја на некој директно од коалицијата, туку идејата дека Например, семафор на тастер за пешаци на булевар Ѓорче Петров. Так. Тоа мора да е некој многу локален проблем кој што луѓето го имаат како проблем и кој што кој знае кај би стигнало ако негде се предложи, а не има 40 души поддршка. така. Се значи тоа е баш за не знам за која општина е Ѓорче Петров булеварот, не можем да Најверојатно Ѓорче Петров, верувам. Не сум сигурен, но за градоначалникот на таа општина ова би било многу значаен извор на информации. Секако, значи иако нашата пракса е директно ние да ги поднесуваме во град Скопје сега за сега, понатаму се надевам дека имаме и можност преку советници да ги поднесуваме и во другите општини. Тоа не значи дека тие општини не може, еве да речеме Ѓорче Петров општината, не може да отвори платформата, да ги види предлозите кои што се за нејзината општина и да ги стави во пракса. Сте имали контакт со Шилегов, бидејќи ова е сепак се на ниво на град Скопје, сте барали контакт да го презентирате сајтот, да подискутирате, да видите кој е неговиот интерес? Не. За жал, спорам сега лично, јас долги години соработката со град Скопје е горе-доле. За мене, лично спорам. Упорно сакам да работам со град Скопје, бидејќи прво како жител на Скопје и второ како некој кој што се надевам дека се залага за истите теми, но сепак комуникацијата иде прилично тешко. Вакви платформи најчесто се гледаат за жал како закана, а не се закана. И не е поентата да се закана. Не доаѓаме ние за да се буткаме, да се тепаме. Закана се бидејќи немаат контрола врз содржината. Што нема? Тој начин се закана. Секако. Се закана. На тој начин се. И ние сакам искрено, мислам, одговорот за сите овие три одбиени први предлози кои што беа. Одговорот беше дека градот веќе работи на тие теми и нема зашто да се прифатат овие предлози. Јас велам доколку градот работи на тие теми, зошто луѓето се уште го бараат тоа како решение? Зошто не гледаат луѓето дека Кате би речено кои три теми беа се јас веќе. Беше значи една тема беше за слеани рабници на тротоарите со цел луѓе со инвалидски колички да може да се спуштат доле. Добро, еден практичен проблем кој апсолутно Секако. Една од темите беше фабриката Купрум во Хром, кој што е огромен простор. Во зелен, урбанизиран, да се хуманизира просторот со цел да не представува прво опасно за локалното население, бидејќи насред урбана средина, и второ секако фабрика 20 години седи како запуштена до ВЛ. И третиот некој предлагаше и студентски дом да се направи за тоа. Студентски град го викаат тоа. Тоест место каде што ќе може студенти да се собираат, ќе има јавни дебати, концерти, значи буквално да се ревитализира таа средина. И третото беше околу субвенции за стерилизација и кастрација на и улични животни и миленици со цел да им се помогне на активистите за животни права, тоест правата на животните, да може да
го намалат бројот прво на бездомни животни на улица и второ да им помогнат на оние семејства кои што финансиски тешко им е и не може да ги соберат средствата за да ги стерилизираат или кастрираат сопствените. Морам да кажем дека понекогаш малку ме иритира што секогаш кога се кучиња мачки во прашање најголема е поддршката и најголем е интересот, иако има други по мене и многу поважни теми кои што треба да бидат третирани, се однесуваат на луѓето, на пример рамни тротоари за да луѓе во когички можат да поминуваат и така натаму. Веројатно ви се такви искуствата и на вас, но добро, тоа се темите кои што граѓаните ги бараат. Секако. Добро, може би власта се плаши од тоа што не може да контролира. Сте го представили ова на опозицијата? Имате таков интерес? Мислам, на крајот, како да кажем, постои одредена нервоза кај политичарите за се што не може да контролираат, но може би имаат и оправдан страв дека тоа може да се искористи на некој начин. Еве доаѓаат локални избори, па против нив, против не знам нивната партија, бидејќи се тоа партија и така натаму. Како особено овој тренд на како кажем граѓански иницијативи кои што и низ во Хрватска видовме што направи, ги пореметија апсолутно бројките и стратегиите на главните партиски играчи, може ли тоа кај нас да прерасне, има ли таков потенцијал во една изворна граѓанска иницијатива која ќе ги поремети сметките на партиските структури? Има, зошто да не? Јас искрено верувам. Покажавме дека на Балканот е возможното. Значи Балканот што цело време го збориме како заостанат, како старовременски, покажавме дека е возможно во Хрватска се деси тоа, во другите земји има такво движење. Повторно, стравот од платформата мене ми е многу интересен, бидејќи доколку јас сакам да се покажам како некоја веќе, да речем, воспоставена од партиите позиција, опозиција, све едно, ќе речем, окей, еве ги, што барат граѓаните, сега веднаш ќе ги имплементирам сите овие работи, јас ќе бирам најсупер. Но за разлика секако не се гледа тоа, бидејќи повторно нема контрола врз истото, не може да ги ветиме тие работи, бидејќи се работиме други проекти кои што може не се директно поврзани со желбите на граѓаните и едноставно доаѓа момент каде што ја гледаме платформата со страв и треба да се гледа. Бидејќи ова е гласот на граѓаните. Ако цело време тврдиме демократија, еве демократија. Имате ли вакви некакви искуства консултирани од други земји, можеби од поразвиени локални демократии, како функционираат таму овие? Не ни е наша идеја ова. Ова не е наша идеја, наша идеја за да пробаме тука да го имплементираме, но ние гледавме многу вакви платформи, посебно поддржани од Европската унија, кои што се наоѓаат низ Европа, а понатаму и низ светот. Платформи како Конзул, кои што технички е горе-долу истата содржина на платформата Мој град, каде што се им се дозволува на граѓаните не само да поднесуваат предлози, туку да учествуваат во креирање на буџетот, да се одбере, сакам за буџетот ова или тоа, да се помогне во гласање на предлози. Не знам, треба да се реконструира Купрум, еве неколку предлози од архитекти, која од овие да се примени, се гласа од страна на граѓаните. Таму во тие земји се игнорираат иницијативи или не може да се помине преку нив? Не се игнорираат, посебно зашто и се вклучени директно и локалните власти во тие иницијативи. Па на вистина едно прилично ефикасно, а бесплатно средство за проверка на сечија агенда. Добро, што е право, може би нешто од тие предлози, сигурен сум дека вие имате одека 40 на предлози, градот во конкретниот случај веројатно и расправа за нив и така натаму. Гледам зелени градини на покривите од зградите, поддржано од 110 души. Тие веќе мислам дека отворија неколку зелени градини. Сега нешто го видел предходот, може би има нешто суштински различно тоа што го прават. Но јас лично ја гледам перспективата на ова како една многу конструктивна алатка и како една многу корисна во суштина алатка, дури за тие што се на власт. Дефинитивно. Идејата дури и на предлозите, еве кој што ги имаме. Еден човек ја поднесе предлогот. Се надевам дека понатаму со техничкиот развој на платформата, кој што се уште дефинитивно во раните денови на можностите што ги нуди, поентата е не само предлозите кои што ги поднесеме сега вака, туку може да се дополнуваат предлозите и да се подобруваат предлозите од страна на другите корисници. Да биде тоа заеднички предлог, не само. Не ги се плашите од злоупотреби, бидејќи како ви е принципот? Јас давам предлог, потоа се гласа, ако излезам дека имам најмногу гласови, вие го поднесувате на град Скопје. Ама тоа е покана за манипулации. Оти ние знаеме дека има структури кои што лесно можат да изгласат со 300 гласа што ја знам нешто биде и потоа да се почне. Имате ли некаков во вид некаков филтер, можеби некаков механизам кој што ќе спречи пак сега тој вид на други манипулации на овие граѓански иницијативи? Сите организации и индивидуи зад Зелен хуман град, кој што стоиме зад платформата Мој град, делиме исти вредности. Делиме вредности не само за честност борам, туку и за
зеленило, за заштитување на животната средина, заштитување човековите права и правата на животните. Значи се грижиме за еден позелен и похуман град. Поентата на иницијативите кои што се придонесуваат е за заедничкото добро на сите. Доколку, значи повторно, иницијалниот филтер кој што го зборам, се наоѓа иницијативи кои што се комплетно спротивни на тие идеи, ние разговараме директно со поднесувачот на идејата и пробуваме да изнајдеме чекај зошто е ова вака и дали имате вие можеби и друг начин да предложите вашата идеја. Значи ние сме цело време во контакт со сите оние што предложуваат. Исто така користиме механизам за креирање на една сметка по корисник. Значи не е отворен механизам да можеме да направам. тролови да има, Точно, да не може и тоа е идејата. Да не можам јас да направам 20, 30, 100 сметки сега. па да гласам. Па да гласам, повеќе да манипулирам. Значи тргнуваме и од еден начин на малку безбедност на самата платформа, се уште да дозволи да се слушне гласот на граѓаните, но да не дозволи да се злоупотреби истата и да се намали легитимитетот. Разговарам со Горан Јовановски, кој што е еден од луѓето, а и главниот, да кажем, технички мозок на платформата moјgrad.mk. Како реагираат другите медиуми, Горјан? Дали е платформата забележана, дали почнува да се будат, бидејќи без медиумска поддршка и дури со овие класични, па и социјалните медиуми и така натаму, ова нема да заживее веројатно толку брзо како што би можело. Секако. Мислам дека им се допаѓа. Мислам прво благодарение на тебе и за ваквите емисии секако, моја да се кажам. Да. Но и другите медиуми, значи полека почнаа да ги покриваат темите дури во подетални дискусии што мене ме радува. Значи подетални дискусии разгледуваат коментарите, што се збори, како луѓе дебатираат меѓу себе и кои се нивните мислења на одредени предлози. Така што полека се преземаат и овие предлози во медиумите, дали еден по еден или платформата како цело, што е добро. И тоа е целта. Не мора само да се збори директно за главната платформа, туку и за предлозите на истата и да се разгледуваат во медиумите. Горен, ти си со техничко образование, има таму луѓе кои што имаат поинакви образование за иницијативата, така. Го кажувам како овој, бидејќи директната демократија понекогаш знае да биде и опасна под наводници, бидејќи таа може да представува и популизам одреден кој што потоа и разговараме, може биде злоупотребен вака, онака и така натаму, бидејќи не секогаш дури мнозинството разбира, особено кога се работи за проблеми кои се врзани за малцинствата. Така. И сега, знаеш како е, ќе соберете 450 за гласови за да покрине иницијатива, ама тие 450 не мора да бидат свесни дека на 45 други кои што се некакво малцинство, не возат велосипед, не зборат јазик, не знам, така. Секакви малцинства може да им се. Како сакам да кажам, зад платформата има ли дебата, дискусија за овој вид на, бидејќи експериментот со директна демократија што и во нашите устави и во секој устав има врвот му е референдумот како средство, но се повеќе почнува да се применува во светот, бидејќи се гледа дека оваа представничкава демократија има различни можности и форми на злоупотреби. Водите ли дебата во позадината на платформата како ова да што подобро се артикулира? Обавезно. Значи, зад Зелен хуман град има голем број на организации. Голем број на организации кои што ги представуваат и малцинствата во државата. И нивниот глас е еднаков со гласот на сите други во организацијата. Идејата е дека ние соработуваме заедно, имаме заедничка цел и веруваме дека ги имаме заедничките вредности. Доколку слушнеме дека одредени идеи или предлози би можеле да им наштетат на дел од малцинството, ние веднаш би реагирале за истото, бидејќи повторно работиме заедно со овие луѓе толку години и навистина се грижиме да се биде покриено за сите. Општото добро е главната цел. Прифаќате ли спонзори? Гледам дека сајтот нема реклами, се плашите од тој вид на влијание? Не е идејата. Сајтот да има реклами. Значи сајтот директно не е спонсориран од никој, значи директно се дојде од нас. Јас го работев колото да исклучиме може да се за бизнис, не. Така, не. Може дури и тоа би било легитимно, ако е сајтот толку посетен, пак а сега дефинитивно, значи не е планот тоа. Тоа е алатка за граѓаните. Значи други проекти со кои што сум работел, вклучително и Мој воздух сега се имаат претворено секако во бизнис, но Мој град е алатка од граѓаните за граѓаните и ќе си остане така како што си е сега. Горан Јовановски, благодарам за оваа дискусија на темата moјgrad.mk. Јас ќе кажам дека ние и кога се подготвувавме за разговорот, јас сум заинтересиран утрески брифинг да застане барем еднаш неделно за целиот проект и да ви бидеме еден информативен канал за малку поинакви медиуми, иако сме и ние
интернет портал главно, ама и на сите други медиумски можности се обидуваме да се пласираме. Се надевам дека имаме добра соработка од септември, доаѓаат локални избори, убаво е човек да ги притисне секојаш овие власти. Може би ќе се задржите до септември, октомври на град Скопје, ама имате интерес од други општини, имате интерес од соработници, бидејќи мрежата што стои невладини организации не е само од Скопје. Има, значи полека се дискутира интерно како ќе се развие целото тоа. Има комуникација од граѓани од другите општини кои што прашуваат што може и како може да направиме. И јас директно ги повикувам граѓаните, додека во моментот сега може не сме директно активни во нивните општини. Доколку се видат предлози кои што се валидни за нивните општини, кои што се гласани за нивните општини, слободно и граѓаните да ги поднесат директно до советниците на таа општина, да се обират и они да се активираат во платформата Мој град, како посредници. За понатаму се надевам дека ќе може све повеќе и повеќе да имаме покривање низ целата држава. Значи, мојград.мк, веднаш да влезете сите што не гледате, да кликнете, да дајете предлоз, да поддржите, да влезете во расправа и така натаму. Горан Јовановски, благодарам за овој разговор. Ова е прв, ама нема да биде последен секако. Ви благодарам.